Продолжува отвореното студио. Со нас е директорката на болницата Катерина Мирчевска. Ви благодарам што сте со нас вечерва и во најавата претходно кажав, кочанчани многу ве сакаат, особено оние кои што доаѓаат сега кај вас и се уште имаат незалечени рани од пулс. Со што ги освоивте толку? Добро вечер и да ги поздравам сите ваши гледачи кои што следат програмата во живо вечерва. Па јас, како да ви одговорам сега на прашањето, знаете, кога ги видовте, јас сум првиот момент таму со нив, за повредените од дискотеката Пулс, можам да кажам дека кога ги видовме од прва линија нивните повреди и после тоа нивното враќање од болниците од странските држави, кога ни се вратија, значи прво од принцип на лекар, значи ние сме дел од нашата едукација, од нашиот позив на лекар, значи го имаме моментот на емпатија, да сочувствувате со туѓата болка, да ја разберете, да ја прифатите и да може да го разберете оној што е наспроти вас, што поминал од прилика. И од втор аспект, од домен на мајка, затоа што во најголем дел тие дојдоа во Кочанската болница во придружба на нивните родители и ги слушате од прва линија сите нивни страдања кои што ги поминале, целата нивна психичка и физичка болка. И морам да кажам дека после, покрај тоа што значи го доживувате моментот на болката, во сите нивни приказни има многу што да се слушни. Не само физичката болка, како им биле правени операциите, како им било соопштувано за операциите и понатака, она што неколку пати пробувам да го кажам и во јавноста, кога ќе се ставите на нивно место, кога ќе сте отишле на некоја забава и се будите во туѓа држава со доктори кои што со еден куп доктори, медицински персонал околу вас, со голем број на апарати околу вас и треба да сватите што ви се случува со телото, каков тип на операции ви се направени, како да продолжите понатака. А на сето тоа треба да ставиме психичката болка, бидејќи сите тие загубија некој во дискотеката. Дали тоа се роднини, пријатели, нивни блиски и значи ова е една колективна травма што го потресе не само градот Кочани, туку целата држава, како една, а особено Кочани како една мала заедница. Вие тука немате семејство кое што на некој начин не е погодено со трагедијата. Не може да останете равнодушен на тие страдања и на тие болки. Денес вие можеби ќе ги видите дека имаат насмевки на нивните лица, меѓутоа она што го помина изминатата година е нешто што заслужува, па ајде да кажеме, орден за храброст. Значи после сите тие настани да се вратите во нормалното функционирање на вашите семејства и меѓу вашите блиски. Сите ние имавме очекувања од нив во смисла да обавуваат физикална терапија, додат редовно на прегледи. Па ајде, живи сте, треба да сте срекни што се живи. Тие се срекни што се живи, меѓутоа морам да кажам дека патот што го преживеа беше долг, тежок и макотрпен и за нив и за нивните семејства. Како од денешен аспект гледаат на животот и пораките кои што ги испраќаат? Колку често доаѓаат во вашата болница? До кога, кои се следните чекори кои што треба да бидат преземени на лицата кои што имаат повреди на телата? Они често доаѓаат во болницата. Можеби не секогаш заради тоа што имаат некаква потреба од здравствена услуга или од здравствена грижа, туку заради тоа што болницата им стана место каде што се чувствува сигурно и тоа психијатрите и психолозите многу лесно можат да го разберат заради тоа што после таков настан и после тоа како би ве прифатиле во вашиот роден град после се што се случило и со лузните на нивната кожа, веројатно се чувствува побезбедно во болницата, бидејќи беа сите со еден ист или сличен тип на повреди, особено на лицето, вратот, рацете, на видливите делови од телото.
затоа што во првиот момент кога дојдоа и ова се еден специфичен тип на повреди, каде што голем дел од нив нема контакт директен со пламен, меѓутоа од врелиот воздух им настанаат и изгореници. Голем дел останува да ја обавуваат терапијата во болницата и рехабилитацијата и покрај тоа што е поминато толку долг период. Има некои дечињата се со повремени паузи обавуваат терапијата, затоа што и возрастните не можат да издржат толку временски период да се на ваков тип на терапија, на физикална терапија. Меѓутоа, кога ќе видите користа од самото тоа што имате масирање, раздвижување, некој го прави тоа за вас, некој ви ги прави масажите, ве учи, имавме процеси на едукација на нивните блиски, затоа што сите тие работи што ги правевме во болницата во смисол на раздвижување и на масирање на лузните, тоа требаше да го спроведуваат и дома и некој да го прави на нивното место, затоа што кога ви се двете раце изгорени, некој треба да ви помага. И затоа кажувам дека тука се цели фамилии инволвирани во цел тој процес за лекување и првично, беа сите вклучени во самата физикална терапија, бидејќи такви беа препораките и ги следевме сите препораки, дека најмногу се обрнува внимание на раздвижување на деловите од телото кои што треба да функционираат како треба, вратот, прстите, рачните зглобови, беа вклучени и членови од семејството за да го прават истото тоа е дома. Имаме ние и дечиња кои што имаат ампутирани делови од прстињата. Дечиња каде што недостасуваат делови од ушните школки, каде што се уште се не сакаат да излезат во јавност, се уште се ги кријат тие делови на телото. И јас знам некогаш да ги споредам со нивните лузни, да ги споредиме со и во говорот вчера што го одржа тука во Центарот за култура со една јапонска техника каде што кога ќе се скрши нешто порцеланско, тие не го фрлаат, туку го поправаат со злато. И обично и сакам да им ставам до знаење дека од наш гледен аспект на нивните лузни гледаме како на некое нивно искуство, дека можеби животот ги скршил и ги составил на еден поубав начин и дека треба да ги лузните да ги доживеат како нешто нивно лично и како еден нивен дел составен од нивното тело со кој што мора да продолжат да живеат понатака. Во однос на тоа што се прави во Кочанската болница и што треба да се прави понатака, остануваат нивните редовни прегледи кај пулмолози, кај дерматолози на клиниката за дерматологија кои што се обавуваат се уште заради тоа што имаат третмани со ласер на нивните лузни. Останува физикалната терапија која што активно обавуваат околу 20 во Кочанската болница и остануваат една група понатака која што ќе треба да има одредени хируршки корекции на нивните прстиња, на естетски корекции, меѓутоа и заради тоа го искористивме моментот на колегите кои што беа на меѓународната конференција од повеќе центри за изгореници и кои што беа директно вклучени во нивното лекување и од Балканот и од Европа, дека за одредени нивни лузни се уште треба време. Треба време да созрее лузната, за да видиме колку тие лузни ќе останат за корекција, колку тие лузни ќе останат без оперативно лекување, бидејќи најдобро е колку што може помалку да се подложат на операции, тоа би било најдобро. Меѓутоа за сите оние каде што ќе треба одредена хируршка интервенција, секако дека тие интервенции ќе бидат направени од соодветен хирург на соодветно место, некои од хирурзите се обидуваме и да ги донесеме тука во Македонија, за да искористиме нивната стручна експертиза. Кај потешките случаи неверојатно туку ќе се побара стручни операции од стручни лица и надвор од државата. Меѓутоа тоа треба да биде добро испланирано со добар план и на време. Ништо да не биде пред време и без соодветен план. Директор, ќе има ли такви лица кои што пак самиот случај влијае толку многу па се затвораат во своите домови и не сакаат да ги напуштат токму поради тие лузни кои што ги имаат?
Во најголем дел со дечињата кои што сум почесто во контакт, значи некои ги гледам почесто, некои не, затоа што и дел од нив се вратени на факултетите во Скопје и во Штип, и вратени се на работните обврски. Најголем дел заради компресивната облека која што ја добија и која што им ги заштитува лузините, мислам дека се охрабрија почесто да излегуваат и почесто да се заедно со нивните другарчиња. Мислам дека од гледен аспект, јас веќе не ги доживувам нивните лузини како нешто различно од не знам, различно на човечкото тело, бидејќи ги гледам секој ден повеќето од нив и сметам дека тоа не е нешто што треба да се крие. И мислам дека и тие сами се навикнаа дека веќе и Кочанската и градот Кочани и кочанската јавност веќе навикна да ги гледа, знаете кога ќе видите некој со ракавици на дланките и на подлактиците, знаете дека е некој што е преживеал трагедијата и едноставно, значи не го забележувате како нешто различно од вас. Меѓутоа, мислам дека нешто што може би фали се уште, јавноста да ги слушне и нивните приказни, тие обично се тивки. Дел од нив прв пат може би ги слушнавте приказните, ги имавме дел од приказните во едно видео, емотивно видео кое што излезе пред неколку дена. Тие имат многу што да кажат за нивното, како поминале, што се случувало после настанот и што се случува денес. И затоа што се сведува на тоа дека може би ќе ги видите насмеани, меѓутоа она што го преживеали не е така лесно. Некогаш знаја во прво време за себе да кажат дека се како лилјаци, бидејќи се движеа само ноќно време. Имаат интересна смисла за хумор и заради тоа што се и препораките им беа да не излегуваат на сонце, да се заштитуваат и од таа причина беа така поактивни ноќно време. Меѓутоа мислам дека и проектот Пониква им значеше многу, бидејќи беа на едно исто место со слични листи повреди и си помагаа меѓу себе. Таму се социјализира, се научија меѓусебно да си помагаат, меѓусебно да се гледаат и мислам дека тоа им значеше многу на психолошки аспект и на ресоциализација. Ви благодарам многу за овој разговор и продолжете да го правите она што најдобро знаете и слушнавме од видеата емотивни кои што никој не остана равнодушен на исказите на повредените, кажа она што го пренесов и на почетокот, дека вие сте таа која што поради која што сакаат да доаѓаат и гледаат во вас поддршка и другар и пријател на еден начин. Ви благодарам и на вас за поканата. Би сакала само да им кажам дека они знаат дека јас многу ги сакам и да продолжат така и дека ми се особена гордост што ги знам и на нивните достигнувања. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, тоа беше разговор со директорката на Кочанската болница.